Почнувајќи од оваа година, согласно мониторинг програмата за контрола и безбедност на храната, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе испитувања дали храната која се продава на македонскиот пазар е третирана со јонизирачко зрачење. Станува збор за употреба на една од поновите технологии со кои се продолжува рокот на третирање на производите и се подобрува нивниот квалитет и безбедност, но чија употреба според законските прописи треба да биде означена на производот. Согласно правилникот за посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење, дозволено е да се врши третман на суви билки, зачини, суво овошје и зеленчуци, затоа што тој е усогласен со европската легислатива. Ова го истакна Зоран Атанасов, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Според него, во Македонија засега нема одобрени објекти за третман на храната со јонизирачко зрачење. Објектите во кои храната може да се третира со јонизирачки зраци треба да биде со одобрение од Дирекцијата за радијациона сигурност и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Се работи за прашање за заштита на правата на потрошувачите кои треба да знаат каква храна конзумираат. Никако не станува збор за штетна, за небезбедна храна. Со увозот веројатно влегува таква храна. Сега ќе се вршат контроли дали увезената храна која е третирана со јонизирачки зраци е означена, но и дали навистина таквата храна е третирана со јонизирачки зраци, до објасни Атанасов. Според професорката доктор Христина Спасевска, национален координатор на проектот и интегрираната лабораторија за примена на јонизирачки зрачење при ФЕИТ, засега има две методи со кои може да се вклучи во реализација на мониторинг програмата на Агенцијата за тестирање производи според правилникот, како што се зачини, чаеви, суво овошје и зеленчук.